Добре дојдовте во првиот подкаст на Macedonian American Alumni Association или The Voice of MA. Првиот подкаст имам чест да го водам, иако не успеав да ја долечам прелетната настинка, па така првиот глас ќе биде малку кревок, ама само тоа како звучи, не и во прашањата, бидејќи имам доста инспиративни гости со мене денеска, а тоа се Бојан Кордалов, комуниколог. Благодарам, Кате. Секогаш инспирација да се виде со тебе заедно во подкаст и одличен ти е гласот. Прв пат сум во подкаст. Навистина? Прв пат јас водам подкаст. Не сакав да си дозволам да ја испуштам шансата дури со ваков глас. Супер е гласот и верувам дека одлично ќе поминеме. И ќе докажеме зошто гласот на Ма е важно да се слушне. Важно е да се слушне дури и кога е зарипнат. И Иван Дургутов, младински активист. Благодарам на најавата и за поканата до МА. Ќе почнеме со пензионерите. Се зајаксам. Бидејќи сме со младински активисти и со комуниколог, реков ајде да почнеме од обратната страна. Ќе зборуваме очигледно за младите и за перспективите, за тоа што го имаат како можности, за тоа што го користат, за тоа што не го користат, за општата атмосфера и за тоа како ние гледаме, бидејќи во овој подкаст сватив на почетокот дека имаме еден млад и двајца што сакаат да зборуваат за млади, ако сводиме по години. Што е млад за тебе, Бојан? Што значи млади, категорија на млади? Мислам дека тоа со законот е дефинирано. Тоа се млади луѓе до 29 години, иако јас би го направил лично законот до 25 години. Зошто? Па заради тоа што колку се помлади младите, односно колку се пореално млади, толку повеќе ќе се борат за потребите и правата. А сите ние другите сме адвокати, сме застапници на проблемите, потребите и целите на младите и мислам дека е и тоа многу важно исто така. Меѓутоа, за да имаме добро општество или општество по мерка на младите, каде што ќе бидат младите слушнати, пред се тие треба да го креираат и тие треба да го создаваат тоа општество. Да, ама колку, еве сега од денешна перспектива, не откривајќи ги годините, веќе знаеме дека не си во групата на млади. Знаеш ли ти како млад што сакаш? И знаеш ли, имаш ли представа за општеството, какво општество сакаш да живееш, да растеш, да твориш? Секогаш каде се. Колку сум бил помлад, толку повеќе сум мислел или сум знаел што сакам. Но сега јас кога ги откривам годините 43, скоро 42 на 43, сега повеќе се фаќам себе си во размислување што е она што реално го сакам и повеќе вагам и повеќе размислувам што е исправно, што е помалку исправно и така натаму. Наспроти тоа, кога сум бил основно образование, сум знаел каде ќе одам во средно, кога сум бил средно, сум знаел каде ќе одам факултет. Значи едноставно многу повеќе од работа сум ги знаел, сум имал неколку професии што сакам да бидам. Меѓутоа некако се ме влечело кон комуникациите, но и тоа сум го знаел од многу повеќе од самиот почеток. Возраста со себе носи искуство, меѓутоа искуството знае да биде и пречка. Тоа мора да бидеме реални и тоа се учи по психологија на крајот на криштата, дека искуството до одредена мера е многу добро, меѓутоа во еден момент станува инхибиција, пречка за да стекнете друго искуство. И затоа мора да бидеме отворени кон нови предизвици, треба да се менуваме постојано и треба да стекнуваме нови вештини. Затоа што во одреден момент, да речеме ќе навршите 30 години, веќе не сте реално во групата на млади. Освен што метаболизмот ви издава и треба повеќе да вежбате, помалку да јадете, реално потребата да стекнеме нови вештини секоја година е нешто што ќе не држи млади во духот или подготвени за општеството, бидејќи човекот навистина учи додека е жив и во оној момент кога ќе престане да учи, не само што старее, туку буквално почнува да паѓа надолу и да губи од својата вредност и продуктивност. И сега вистински младите. Така е. Како ти имаш ли собствена визија за општеството во кое што се развиваш, придонесуваш? Имаш ли точни рамки? Кое е општеството по мерка на младите? Кое е општеството во кое што ти сакаш да се создаваш како и возрасен? Да, јас како човек кој што се уште и формално влегува во групата на млади, која што ја дефинира релевантниот закон, односно законот за младинско учество и младински политики, или како што колоквијално го нарекуваме законот за млади, кој што генерално представува едно убаво законско решение, кое што треба да се надополнува, меѓутоа представува една солидна основа за адресирање на младинските прашања во земјата.
како човек кој што се уште припаѓа формално во таа група на млади, меѓутоа и како човек кој што се чувствува така, дефинитивно дека имам идеи за тоа како сакам да изгледа македонското општество, односно општеството во кое што сум се решил да останам и да се градам и сето она што сум го научил надвор да се обидам да го применам овде. Да се биде млад човек во ово општество не е лесно, бидејќи секојдневно се соочувате со прашањето зошто сте овде се уште. Постојано го добивате тоа прашање и веќе станува, ако порано младите ги прашувале, нели, кога ќе влезете во брак, кога ова, кога тоа, сега мислам дека ги надминавме тие моменти, сега го имате прашањето кога ве прашуваат кога ќе се заминете од оваа земја. Те прашуваат? Да, буквално. Значи буквално дали се тоа мои пријатели, дали се повозрасни луѓе, роднини и така натаму, бидејќи постојано и приватно и професионално се движам надвор и прашањето е зошто се уште купуваш карти за на кај Македонија, зашто едноставно не останеш таму каде што си и секако тоа што го правиш тука би го правил и таму, би бил многу подобро ценет, подобро платен, подобро вреднуван и така натаму. Мојот одговор на тоа прашање е бидејќи се уште верувам во потенцијалот на луѓето на оваа земја и едноставно опкржен сум со еден таков микросвет кој што свесен сум дека е микро, меѓутоа ми дава таква инспирација да верувам дека навистина македонските млади можат да создадат подобро општество, кога ќе им биде дадена шансата за тоа. Едноставно верувам и тоа ми се докажало и низ искуството, дека како млади луѓе од Македонија не само што сме компетентни со сите европски млади, туку во многу нешта сме и подобри од нив. Бидејќи живееме во општество во кое што многу малку од нештата ни се сервирани на тацна и многу малку делови од системот функционираат така добро како што функционираат во некои западноевропски земји и токму тоа е некоја вештина која што македонските млади ја имаат, а која што не можеме да ја сретнеме кај останатите млади во однос на приспособливост, наоѓање начин како да продолжите за нешто и ако 3 пати ќе ве вратат, буквално кога одите во некоја институција. Неодамнешно искуство, пред неколку дена на шалтерот во МВР буквално за регистрација на автомобил се трудеа да видат кој документ го немам, значи се познаваше во фацијалната експресија на вработениот дека се трудеше да најде еден документ кој што нема да го имам, само за да ми ги врати документите да ми каже дојди за нешто. Меѓутоа јас бев среќен дека таков документ немаше, односно се беше цакум пакум. Го кажувам овој пример чисто за еден мал начин на тоа како функционира системот и дека еве како млади луѓе сепак дел од нас се уште сме се решиле да се бориме со тие недостатоци и колку толку да се трудиме да ги промениме истите. Долг е ланецот на кругчиња на алки кои што ја прават општествената атмосфера, ама каде, во кој дел најмногу недостасува за да дојдеме ние до една, еве, Иван сам кажува, до една теза да ги прашуваме младите постојано зошто си уште тука или зошто се враќаш или така натаму. Па, како беше, има многу контексти, најчесто историскиот контекст. Значи, ние како држава, како општество, живееме во минатото. И нашите родители, барем моите родители, тие генерации кои што се повозрасни веќе во пензија и така натаму, се уште голем дел чекаат и мислат дека само тоа што било во Југославија е најисправното и најдоброто. Но и голем дел од младите под тоа влијание се уште сметаат дека треба да чекаме нешто да се врати. И така правиме 30 години, не давајќи си шанса да изградиме нешто ново. Чекајќи и надевајќи се. Значи, тоа нели се учи веќе во средно образование дека нема две исти работи. Значи, не може да се врати, дури да се случи нешто што било, нема да биде исто. Значи, не се повторуваат. И сега, историскиот контекст кој што го влечеме со генерација, тој, значи се чека колку било убаво, колку било безгрижно, колку сега не чини. Јас не се сложам со таа теза и ќе ви кажам зошто. Денеска младите луѓе може би го немаат митот за црвениот пасош, но пак е пасошот црвен. Меѓутоа реално можат многу повеќе да патуваат. И реално патуваат повеќе. Тогаш, во која смисла треба да не загрижува заминувањето на младите во отворен свет? Мене не ме загрижува. Јас тоа јавно го кажувам, мене ме загрижува само една работа. Желбата да не се вратат во анкетите. Оти, вие кога еден млад човек ќе ви каже јас сакам да студирам надвор, сакам да работам надвор, сакам да фатам проект или да одам на постдипломски надвор, тоа е многу здраво. 21 век. Значи, мобилност, движење, слобода, размена,
Тоа е нормално. Меѓутоа, на следното прашање во анкетите, дали би се вратиле во Македонија, над 90% викаат не. Мене само тоа ме загрижува. Оти стекнувањето на искуство кое што ќе се вратите го премените тука, на крај на краиштата ние The Voice of Man немаше да го снимаме денеска. Да не беше САД и програмите кои што ги нуди. Од Fulbright, од другите образовни, IVLP, да не редам новинарски и така натаму. Значи, сето тоа е влог во нас. Тоа е влог во таа размена и во она што го правиме. Така што од размената, од студирањето, работата и одењето надвор, само ќар. Меѓутоа, кога вие ќе се доведете во ситуација да младите ви велат, не сакам да се вратам, имаме проблем. И тој проблем се вика држава што не е создадена по мерка на младите. Тој проблем се вика држава во која што возрастни луѓе кажуваат како треба да изгледаат работите и законите за млади. И тоа е проблем. Имате реплики на возрастни лидери на партии, реплики на возрастни директори, председатели на организации кои што за добри млади, или во наводници ги сметат оние кои што личат на нив. Тоа е начин како вие не им давате на младите луѓе индивидуално да создадат сегашност и иднина, а со тоа и на државата ја кочите иднината. Бидејќи ако ние постојано гледаме во ретровизор и возиме со автомобил, прашање на минути е кога ќе се удриме. Бидејќи не можете да гледате во ретровизор и да возите. Тоа е едноставно невозможно, така и овде. Мора да се гледа напред, а напред може само да гледаат младите, но денес. Не во иднината, денес тие гледаат напред. Ако им дадеме шанса во рамки на тоа што треба и можат, а можат многу да направат, ќе стигнеме подалеку. Јас ќе ве потсетам дека денеска младите луѓе, за разлика од нашите генерации, имаат многу повеќе можности за еразмуси, за размени, имаат многу повеќе можности за студирање, на крајот на краиштата имаат еден клик да се поврзат од целиот свет и да видат како нештото функционира, работат ремоут, работат онлайн, носат свежи пари. Така што вие кога на 22-3 години ќе им кажете не чекај се, ти треба да почнеш од кафето, ама да го купуваш, имате проблем затоа што тие имале 3 години, 4 веќе работно искуство. Тие што имале, а тоа се голем дел. И мислам дека тука треба да се прилагоди работата и тука треба да се прекине ланецот, значи ние повозрастни и уште повозрастните од нас да кажат, окей, значи не сме ние веќе реално млади, ние сме поддржувачи на младите, затоа што тоа што нас ни го правеле не било добро. Тоа што нас ни велеле чекај оди купувај бурек, не значи дека треба да биде ланец, треба да биде сечење на ланецот. Значи тоа ако не се допаѓало да не го правиме. А ние викаме ако јас сум трпела, и ти ќе трпиш. И така ние си ја кочиме државата. Кои се двете работи на кои што прво веднаш во овој момент ти текнува, а кои што ти пречат во општеството? Интересно прашање. Недоволната дигитализација на општеството. Како млад човек би сакал на 3 клика да го добијам документот во електронска форма. За пасош збориме? Меѓу другото... Ако е за пасош, ќе меѓу другото и за тоа. Конкретен пример. 5-6 години не сум бил во банка на шалтер да завршам било каква работа, сите услуги ги завршувам онлайн, мобилно електронско банкарство и можеби банките се еден од секторите кои што е за нијанса подигитализиран од останатите, меѓутоа што се случува? Плаќате нешто електронски и за било која институција тој доказ да ви го прифати како валиден, тие ве тераа да го испечатите тоа и додите во банка да ви го заверат со печат и со подпис. Значи тоа за мене како млад човек буквално е нешто за кое што не можам да се помирам дека треба така да функционира. Ја имам привилегијата да соработувам со луѓе од Америка, од Западна Европа и така натаму, кај нив не постои печат. Значи буквално документи кога праќаме, јас денеска ги принтам, ги потпишувам рачно, ставам печат, ги скенирам, ги испраќам. Значи кај нив имате сликичка печат, електронски печат, го додаваат на документот, еве го документот. Значи кај нас, ако вие било што отидете било каде да направите во име на правно лице, првото нешто што ќе ве прашате тековна состојба и дали носите печат. Ако не носите печат, автоматски нема ни да ве слушаат што имате да кажете. Значи да се навратам, првата работа би била таа, а втората работа што сметам дека подитно треба да се смени, тоа е еден несвесен стереотип кој што го има кај сите повозрастни луѓе, а тоа е потценувањето на младите. Младоста секогаш е за мене предност, а не слабост. Тоа што го кажувавме и до сега, Бојан што го спомена, во однос на тоа дека од младиот се очекува по секоја цена да ги изоди скаливата кој што ги одел повозрастниот во некој друг
друго време и друг систем, едноставно не се применливи денеска. Значи денеска вие како млад човек, ако сте доволно квалификуван и компетентен, светот не го интересираат годините на вашиот живот. Го интересира она што вие знаете да го направите и на многу од онлайн веб страниците за работа буквално не ни внесувате години. Значи како податок тој не им е важен. Значи не е важно дали сте вие 16, 20, 50, се дека вие знаете да ја завршите работата. Дали е тоа, не знам, дигитален маркетинг, дали е некаков превод, дали е некое кодирање. Апсолутно е ирелевантно да биде важно колку години вие поседувате. Додека во Македонија, ако слушнеме дека некој млад човек на 30 и некоја година, дали станал пратеник, дали станал директор на некоја институција, макар нека институција која што се занимава со млади, секогаш го имате прашањата па дали е доволно спремен за таму, па нели сега што видел во животот директно заминал на директорско место и така натаму, без да ја видиме биографијата на тој човек која што треба да ја цениме, не неговите години на живот. Бидејќи ако моите родители завршувале факултет, па почнувале нешто да прават, јас имав 16 години, бев средно училиште кога имав прв работен ангажман. Значи веќе времињата се сменети и не е дека луѓето учат за да не работат, не е или, туку се прават паралелно двете работи. Така што некои споредби со минати времиња, каде што вие на 22, 3, 4 сте ја добивале првата работа, денеска веќе не е така и апсолутно вие може да бидете, не знам, човек на 26-7 години да имате за себе 10 годишно работно искуство, што во некои изминати времиња било минимум 30 плюс за да го имате постигнато. Така што дигитализацијата на која што треба да работиме како општество и потешкиот дел од задачата тоа е искоренувањето на овој стереотип кој што верувам дека е несвесен стереотип, бидејќи свесните сите ги знаеме и се трудиме со нив да се бориме, дали лично, дали колективно, меѓутоа несвесните стереотипи кои што секојдневно ни влијаат на донесувањето на одлуките, кога ќе видиме млад човек и по автоматизам да ни делува дека тој помалку знае, помалку искусен е, верувам дека таквото нешто дефинитивно треба да го промениме. Имаме ли доверба во младите? Кој Како општество? Како општество? Не. Како општество не. Што е тоа што не плаши? Од што се плашиме од младите? Да ги изгубиме своите привилегии во наводници или своите позиции. Тоа е многу едноставно и колку побрзо си го признаеме тоа, секој толку побрзо ќе се ослободиме од тоа. Бидејќи јас не можам да бидам млад човек во години. Не можам да имам 25 години. Тоа е факт. Меѓутоа можам да дадам несразмерно голема поддршка која што ќе ми даде елемент да бидам дел од процесот на обнова на државата, наменување на позитивен импакт. Создавање држава по мерка на младите значи држава по мерка на секој човек. Затоа што нели наједноставно ако ние ја загадиме целата вода, тоа за младите луѓе нема да остане чиста вода. Значи, нивната грижа за еднината е грижа и за нас, кои ќе видиме возрастни ако таа вода не е чиста. Или уште поедноставен пример, тие средношколци, студенти, тие млади луѓе денеска, за 10 до 15 години се веќе идните лидери на институциите јавни, на компании, на меѓународни институции. И сега знаете како ние кои ќе имаме 60 години, тие ќе одлучуваат во каква држава ќе живееме. Колку ќе вложиме во нивното образование, колку ќе дадеме простор и шанса да се едуцираат од помлада, од реална возраст, толку ќе биде подобро за нас. Така што колку повеќе се разбере дека процесите се природни, секој е заменлив во својата моментална улога, но е незаменлив во своето искуство, своето знаење, во што може да го понуди како портфолио што го има, така повеќе ќе се ослободиме од тие работи. Кај нас се уште владее тоа криење на информации за да бидете незаменливи. Се уште владее тоа криење на вештини, не споделување на знаење и вештини за да бидете незаменливи. Кај нас се уште владее тоа као не споделувај заради тоа што ќе те научат, ќе те шутнат. Заборавајќи дека е 2024 година, кога ние се докажуваме на дневна основа. Јас дневно си ја докажувам својата експертиза. Не одам на тестови, меѓутоа со ова гостување тука, со работа на одреден проект, со излагање некакво, со подготовка на нешто, се што е поврзано со дадена доверба. Во мојата работа јас се докажам, вие го правите истото, Иван го прави истото. Сакам да кажам, сите ние го правиме, меѓутоа такво е времето. Пред 50 години вие ќе се завршиле средно математика и вие се станале гуру за математика, се завршиле факултет.
До крај на животот вие сте професор на катедрата по математика. Денеска материјата е жива дури во математиката. Ако е екзактна и јасна наука, се менуваат работите, потребите, трендовите за учење на крајот на гриштата, за истражување, за наука и така натаму. Значи, по мене многу е важно да се ослободиме како индивидуи од тоа дека младите ни се закана, како може да се младите закана, сите сме биле млади, кому сме се заканали? Нормално имате енергија, имате идеи, имате волја. Тоа не е закана, тоа е во наводници слободна или поевтина работна сила на пазарот кој што се вложува, стекнува искуство и брзо напредува и станува ефикасна и добро квалификувана, добро платена работна сила. И тоа енергијата е таа која што ни треба, енергијата е таа која што треба да се измеша со сето на што се прави. А плюс тоа што се сложивме во Иван, дека искуството веќе не е одлика само на возраста. Бидејќи имате вие моја возраст, 40 и нешто години луѓе кои што се дунстери, никакво искуство немаат. Не се излезени од некои места каде што само се седи. Имате млади луѓе на 25 години кои што се, како да ви кажам, основачи на, како се велат, юникорн компании во светот, кои што вредат милиони, милиарди, на стартапи кои што создаваат своји научни достигнувања, студираат на неколку места, паралелно работат и така натаму и така натаму. Така што навистина треба да се фокусираме на практичноста. Прашав за двете работи кои што први ќе ти текнат, ти пречат, кои се двете работи кои што тоа е тоа што те тера да останеш тука. Што најмногу ти се допаѓаат? Како пушка би кажал дека првата работа е домот. Бидејќи за мене домот е местото каде што си растен, каде што си образован и каде што се уште ти се поголем дел од блиските луѓе. Верувам дека и јас лично повеќето од останатите младија добро ја поседуваат карактеристиката на прилагодливост, на учење на новите начини на функционирање, новите општества, новите заедници, меѓутоа домот е само еден. Многу пати ми се случува да бидам на убава програма, на убаво патување и така натаму, меѓутоа моментот кога ќе се вратам дома, значи од најмалите ситници, не знам, да си легнам на мојата перница, да се истуширам во моето купатило со некои работи кои што ми се незаменливи, верувам дека тие во овој момент превладуваат повеќе од некои економски мотиви и квантитативни параметри. Тоа е број 1, а број 2 е тоа што ако има нешто позитивно, да кажеме, во ова што го зборувавме до сега, во големиот одлив на мозоци и во немањето на желба да се вратиш еднаш штом заминеш, е тоа дека станува се поголем просторот и добивате се повеќе на цена ако сте млад човек кој што решава да остане овде. Бидејќи ако вие заминете во Германија има многу германци кои што се како вас, има многу луѓе кои што од целиот свет се привлечени да заминат во Германија. Меѓутоа Македонија се соочува со една ситуација во која оние кои што сепак ќе се решат својата иднина да ја градат овде, ќе бидат многу повеќе ценети. И реалноста е веќе таква. Значи вие ако сакате денес, како сте компанија од приватен сектор, и сакате да вработите добро квалификуван човек, значи вие веќе не можете минималната плата да му ја понудите и да очекувате дека тој човек 5 години ќе работи кај вас. А зборуваме за минимална плата која што во износ е, можеме да зборуваме нели за куповната моќ, меѓутоа во износ е многу повисока од пред некое време. Што ми е зборот? Зборот ми е дека квалитетните луѓе кои што остануваат овде веќе не прифаќаат да бидат ангажирани под секакви услови, јас тоа силно го поздравувам. Токму Македонско-американската алумни асоциација е одлична шанса да видиме дека треба да дадеме назад кон општеството, да бидеме и волонтери и така натаму, меѓутоа она што секогаш ми пречи е терминот професионален волонтер и експлоатација спакувана во машничка. Значи силно се противам на тоа и веќе на европско ниво се донесуваат правни рамки во кои што се забранува таа неплатена работа на младите луѓе во име на стекнување искуство, градење на CV и така натаму. Можам да го изградам моето CV и истовремено да бидам вреднуван за тоа. Не зборуваме ние за некои баснословни суми, меѓутоа во ситуација каде што знаете дека проектното работење е такво какво што е, дека има средства кои што може да се оделат на персонал и човечки ресурси, а вие бидете свесно исклучени од тоа како млад човек, само заради тоа што сте млад, веќе е неприфатливо. За мене беше неприфатливо и поодамна, меѓутоа, еве, уште помлади луѓе од мене гледам дека да градат CV, волонтираат, меѓутоа на крајот на денот вие не може на 5 места да волонтирате, од нешто треба да живеете, да се раните и така натаму, така што втората работа која што ме држи овде е тоа што веќе се менуваат условите, дали е тоа на пазарот на труд, дали е во мајндсетот на луѓето дека младиот човек
како што кажав, е помалку квалификуван, помалку искусен, треба да биде помалку платен или така натаму, или дека единствено шансата е да заминете некаде надвор за да просперирате. Верувам дека ситуацијата може да се промени дома и лично се сметам себе си за таков пример и што е уште поважно, знам луѓе околу мене кои што секојдневно придонесуваат ова општество да биде подобро општество. Дали е тоа преку ангажман во јавен сектор, имам малку такви луѓе, меѓутоа ги познавам, дали е преку луѓе кои што градат мали бизниси, почнуваат од нула, или луѓе кои што работат за интернационални организации, меѓутоа тоа го прават од овде, од Македонија. Она што го знаеме, Американската амбасада, односно амбасадорката редовно не подсетува затоа што реално не се менува е корупцијата во ова општество. И генерално таа е како една метастаза која што нема каде ја нема, тоа се шири и по некое време веројатно сваќате дека не можете сам против таа болка, па или ќе се откажете, или се тргате, или веројатно се претопувате во сето тоа. Колку таквата очигледна неправда и таквото неменување ги оттрга младите кои што имаат можност да бидат, не знам, во некое малку почесно општество? Да, навистина е многу жална споредбата која ќе се направи дека македонското и балканските општества генерално се базирани на недоверба. Че ние не веруваме во ништо, не веруваме во систем, има зошто. Меѓутоа тоа е и основата зашто ние ја храниме, подхрануваме корупцијата како да е билка која што треба да расте. Од друга страна ги имате западните општества, споменавте САД, Европската унија, кои што се базираат на довербата. Значи на давањето шанса, на соработката, на едноставно вербата дека се ќе се реши. Ќе ви дадам еден пример од мојот престој во САД. Значи се враќаме назад од Сан Франциско, треба да летаме Лондон, па потоа Скопје, влегуваме во авионот и стојардот или пилотот, не може да се сетам, вели дефект со вратата, мора да излезете, ќе ви биде најден резервен лет. Авионот не знам, огромен, колку стотици патници. Значи излегувам, сите кои што беа од запад, САД и другите земји, сите стојат во ред. Јас стојам во ред, меѓутоа душата ми игра и сикам нема шанси, ќе го пропуштам, нема да стигнам. Да ја скратам приказната, се завршува се, јас со 4 или 5 сати за доцнување, може да и 6, додека влезеш, излезеш, фатиш нов авион, јас бев само час од предвиденото подоцна во Скопје. И тоа е доказ дека ако вие верувате во системот и тој ви дава резултати, ако го поддржувате и одржувате, дека ќе имате подобро општество. Не постои совршено општество. Меѓутоа, за жал, ние се спуштивме до тоа ниво да нашето општество е нефункционално. И затоа младите луѓе природно ќе бегаат. Иван спомена еден пример со дигитализацијата, иако ги има многу, меѓутоа суштината е таа. Значи, вие не можете да си дозволите ситуација во која што денеска со технологијата можете да правите се 24 часа, например. Јас ќе дам друг пример. Значи, можете да напишете мејл во 7-19 часот, да го закажете да оди во 8 сабајле, така. И се некој вас на работа вика, не, многу е битно 8:30 да си тука. Се вие можете се да направите 24 часа, ама сега ние треба да слушаме некој човек кој што е застанат во 92 година и кој што смета дека ред, работа и дисциплина мотото, единствено успешно ако некој млад човек седи тука физички. Ама тој млад човек паралелно студира во Болоња или студира во Германија, онлайн. Паралелно оди или учества на Еразмус во Полска и работи. И може да го направи тоа. И се што е проблемот? Љубоморни сте дека вие не можете, немате концентрација. Јас не можам. Тие работи почнува да ми се спие веќе кај 12 часот, ама јас не сум љубоморен, тоа го прифаќам. И сега на 25 сум можел да го правам тоа. И сега вие место кажете браво, и оди, и сработи од надвор, и студирај, и прави се, че вие викате не, 8:30 да си тука. 8:34 казна. Па не може да вие имате општество што ќе ги храбри младите. Втора работа, кога гледате дека корупцијата, тоа значи земањето на ресурсите. Кај нас корупција се мисли само мито. Ќе доеш ти на граница, ќе даеш не знам колку пари да те пуштат или на полицаецот, нели, па за да не ти пише казна. Значи, мито е да не си ја вршите вашата работа. Ако ти чекаш документ
и некој човек или некој предмет чека да се процесуира и тој не се процесуира од пуста мрза, не мора да е од корупција во пари. Тоа е вид на корупција. Значи едноставно сето тоа мора да се препознае, да се види. Брзината со која што не се менуваат процесите, исто поради корупција. Страв на многу чинители во јавниот сектор и многу други чинители кои што се велат нема да бидам важна во општеството, ако се пуштат работиве додат. Замислете вие камерите да регулираат сообраќај кој е погрешно паркиран на домашна адреса, ама тоа да е направено веќе 10 години. Или замислете она со патарината, знаете, до Охрид не може со патарина да одите, можете само Србија-Грција коридорот преку Македонија. И сега, значи вие такви работи правите и вие сакате младите луѓе да си каже и ова е топ. Младите луѓе што денеска и секој од нас може со еден клик, Иван каже 3 клика, јас сум за еден клик и понатаму, со еден клик можат да направат се. Значи вештачка интелигенција зборуваме, виртуелни асистентки и асистенти, што ќе избереме зависи кој пол или род, како сакате. Значи да ни кажуваат и да ни асистираат во тоа да го правиме, ние уште сме заглавени тука и не можеме да ги завршиме работите. И се чудиме зошто? Па затоа, тие се реалните ситуации. Иако да дадете на тоа и менталитетот, кој што ние го имаме на интересирање онаму каде што не треба, значи сето тоа е она кое што младите ги плаши. И реално сите нас не плаши и денеска, мито особено кога сме биле млади. Знаете кој е најголемиот страв? Те секој човек. Стравот да изгуби слободата. Тоа е природно. Тоа го носиш во себе. Што се случи во Македонија со стравот, тој само се зголемува заради тоа што не се вложи во младите луѓе. На почетокот ти рече дека имаш своја слика за идеално општество, односно какво би сакал да изгледа македонското општество, доста да патуваш. Која е земјата која што е најблиску до идеална за тебе? Тоа е тешко прашање, зависи во која перспектива ќе го гледаме тоа. Би кажал ајде неколку примери. Старата убавица Европа е мојот избор број 1, така што силно верувам дека Македонија е дел од Европа и силно верувам дека Европа е сепак најубавиот континент да се живее. Многу сум благодарен на моето искуство во Соединетите Американски држави, меѓутоа Европа е Европа и ќе продолжи да биде Европа за мене. Во однос на тоа кои земји би ги споделил, би ги рангирал. Кога станува збор за некој баланс помеѓу економска благосостојба, функционален систем и така натаму, нормално највисоко котираат скандинавските земји. Во повеќето од нив сум бил и приватно и професионално и можам да го потврдам тоа, меѓутоа она што би ме одвратило тоа е некој недостиг на начин на живот кој би социјален живот кој би се вклопил со мојот социјален живот кој што го имам овде, а во тој дел би ги одбрал многу повеќе земјите кои што имаат пристап до море од типот на Италија, Шпанија, Португалија. Тоа се земјите број 1 за мене во Европа и верувам дека самото тоа да бидете покрај вода, самото тоа историски гледано како се развивала трговијата и како почнале некои економски процеси, довело до тоа луѓето да имаат одреден начин на живот што не го среќавате во некои други земји. Нормално тоа е поврзано помалку или повеќе со економските параметри во таа земја, меѓутоа не сум од оние луѓе кои што сметаат дека човекот е роден за да работи, дека не живее за да работи, туку дека е многу по-веродостојно спротивното, па така би кажал дека мојата идеална земја би била една од тие 3 во Европа, а исто така би кажал и во однос на тоа што го спомна пред малку за корупцијата и така натаму, збор 2 е околу тоа. За мене идеално општество не е идеално, не е општество без корупција. Тоа е едноставно една илузија која што никогаш нема да се постигне, една утопија. Јас сакам општество во кое корупцијата ќе се казнува. Значи, она кое што треба да го видиме е тоа што се случува на европско ниво. Ви имате висока корупција во Европски парламент, станува збор за пратеничка, таа е процесуирана и казнета за тоа. Тоа е одговорот на едно функционално и здраво општество. Не е здраво општество она во кое што нема корупција, бидејќи тоа е мисловна именка. Самиот човек по својата природа не е идеално суштество, па за да биде целосно отпорен на корупција, она кое што е многу важно е како системот реагира на сето тоа и тоа е најдобрата порака против корупцијата. Ние можеме да држиме трибини, можеме да инвестираме во образование на правниците кои што треба да се борат против корупцијата, меѓутоа реакцијата на системот кога отсуствува, тоа испраќа порака дека корупцијата и криминалот се исплатат. Јас студирав правен факултет и тоа што не учеа на магистерски студии е дека
еден човек кога се впушта да прави криминал, прави математика, дали тоа му се исплати. Кога тој ќе види дека тоа не му се исплати, автоматски станува отпорен на такви дејанија. А кога вие ќе видите дека тоа низ правните лавиринти ќе се загуби оваму или онаму, дека ќе добиете некоја условна присуда која што ќе ја издржите во некој отворен или полуотворен затвор, автоматски си правите некоја калкулација во која па и сето тоа дури ако дојде до тоа што често и не доаѓа и не е толку лоша. Тоа кое што ние треба да го постигнеме е момент во кој корупцијата ќе се казнува и нема да се исплати, број 1 и број 2 да бидеме свесни за ситната корупција. Бидејќи јас честопати си го поставувам себе си прашањето, кога магистрирав на факултет ми беше незгодно на мојот ментор и на членовите на комисијата да не им дадам подарок. Зошто го правиме сите тоа? Нели тоа е еден вид на ситна корупција која што е толку силно вградена во секого од нас да веќе несвесно ја прифаќаме. Значи менторот, универзитетот Кирил и Методи доволно го платил за да биде ментор. Воопшто тој не дошол од љубов да ме менторира мене, туку е соодветно награден за тоа. Меѓутоа постои едно непишано правило дека дали е тоа, не знам, ако е маш ментор, вие треба да купите ремен, паричник, некој алкохолен пијалок и така натаму. И едноставно продолжувате да го правите тоа. Да. Ви се породило дете во гинеколошко оделение. Како тоа вие на докторот да не му подарите нешто или не знам на сестрата некоја. Кога последен пат сте подарили и кому? Зборуваме за ваков тип на корупција која што ја практикуваме како дел од културата, менталитетот. Добро воспитување, так, може би. Со шалтерските работници, работнички не. Што даде Боја? Не подаде, мислев даде. Непристојно. Тоа е за мене на ранг на непристојност. Но кога споделуваш убави моменти, не мислам дека е проблем да однесеш кафе или чоколада. Но да се очекува да го направиш тоа. И по секоја цена да го правиш, тоа е проблем. Или да се соочиш во ситуација, знаете, ти се роди бебе, така? И сега, можеби не е социјално многу моќно семејството, ми тоа ќе измеси, ќе направи некое благо што ќе го... И вие да се подсмевате со тоа и да кажете, ова ли ми го носиш, тоа е веќе проблем. А оти, луѓето, кога сакаат да ја споделат среќата, со најмал гест, со фала, мене ми се има случајно, пред 2 години морам да го споделам, автобус Скопје-Белград. И уште стоеше кај Рамстор, тоаш не беше Рамстор, возот тука тогаш се викаше Мито Хаџивасилев, Јасмин улицата, и ме праќаат моите, викаат, мајка ми вика, ќе одиш ќе однесеш, овие лекови ќе ги пратиш за роднините таму, и толку, јас немам појма, 15-16 години одам, јас викам, повелете, ова за Белград ќе го пречека таа личност. Викам, ми фала ви многу. И ми вика, фала? Јас не разбирам. Јас се сметам за многу културен човек да кажеш фала. Викам, па да, фала многу за ова. Фала, од фала не се живее. И јас дури потоа требаше да разберам, да ми се објасни дека сум требал, пример, во тоа време 100 денари да дадам, па таму кој ќе пречекаат уште, да речеме, 200 динари или како и да е, и тоа бил начинот на кој што се правеле тие. Тоа е класична корупција, која што ние не ја сметаме за услуга. Но во држава во која што не функционираат добро услугите, не функционираат добро, не се добро поставени работите, за жал е оставено на пазарот, тоа сме сите ние, тоа да го регулира. Така што, кога последен пат нешто, не знам, не можам, веројатно за Нова година. Ама не било на шалтер, било за нешто. Јас магистарски кога завршив беше онлайн, така што не можев ништо да подарам. Штета. Овој подкаст би сакала да го завршам со сите, и двајцата сте биле на програма во Соединетите Американски држави. Јас ќе почнам од мојата. 2019 година бев на една програма во Мисури. Која е пораката со која што се вративте од програмата? Мојата беше една што ми помогна многу понатаму во животот, а тоа е самодовербата, растење на самодовербата, дека ние сме исти како сите во светот, дека она што го носиме не може никој да ни го земе како вештини и дека можеме да бидеме доволно конкурентни на пазарот, затоа што пазарот не е само Македонија, туку напротив отворено е. Можеби е чудно, меѓутоа ете мене Америка тоа ми помогна дека можам да бидам исто добра како некој новинар од CNN, ако добро се потрудам. Тоа не е затоа што јас сум од Македонија или од потекнувам од Штип, туку
заради тоа што поседувам некакви вештини со кои што можам да се рамнам со тие луѓе. Која е пораката со која вие се вративте од Америка? Прво би почнал со тоа дека во истата година бевме во САД, јас бев во 2019-та, летото, така што тоа се случи непосредно пред февруари 2020 кога светот се затвори на неколку години. Така, ние го фативме последниот воз, да кажеме, за офлайн искуство. Пораката која е? Дел од разговорот кој што го водевме до сега всушност ме потсети на пораката која што ја добив од мојата програма, која што всушност е SUSI, како што ние нагадено си ја викаме, односно Study of the US Institutes, за која програма силно се представувам како нејзин амбасадор и секоја година се трудам да го споделам повикот, да бидам во комуникација со луѓето кои што се избрани. Еве можам да најавам дека и луѓето и оваа година кои што ќе одат на таа програма, следната недела најавуваме една кафе дружба со нив, каде што нели ќе им кажам мои совети, мои препораки така натаму. И тоа е всушност и пораката дека вистинските лидери создаваат други лидери. Тоа што го зборувавме до сега е дека сето она знаење што вие го имате, сите оние вештини што ги имате, сите ваши контакти, ако останат само за вас, ништо не сте направиле. Можеби на краток рок ќе сметате дека вие сте во некоја поповолна положба од останатите, бидејќи тие ќе имаат помал пристап до информации и дека нели нема да се пријават на следната програма или нема да имаат таа вештина. Меѓутоа она кое што силно го сватив и го научив во Америка е тоа дека за сите има место под ова сонце и дека едноставно не треба да се доживуваме себе си како некоја конкуренција во од аспект на тоа дека нели ќе сокрием од некој дека има повик за ова или ќе нема да му кажам за ова или за тоа, туку баш напротив. Верувам дека кога ќе споделите информации кон вистинските луѓе, тоа тие знаат да го препознаат и ќе ви биде вратено многу повеќе од тоа што сте дале. Главната порака е таа дека сите оние вештини кои што ги имаме, целото она знаење кое што го имаме, не само што формално програмите бараат од нас да го дисеминираме кога ќе се вратиме во матичната земја, туку и неформално верувам дека најголемата убавина е кога ќе седнете со луѓе, ќе им кажете за програмата, ќе им кажете за вашето искуство и едноставно ќе им ги отворите очите дека програмите постојат и баш тоа што го каже и ти дека иако доаѓаме од една толку мала земја како Македонија, сепак не сме ништо помалку квалитетни од било кој европски или светски гигант, туку напротив, верувам дека со сите недостатоци кои што ги има нашето образование, сепак успева да произведе кадар кој што верувајте само нашите другари и пријатели да ги видат просторните услови кои што ги имаме, како изгледа едно училиште во Македонија, како изгледаат нивните училишта, тие за глава ќе се фатат. Значи од ништо ние правиме нешто во оваа земја. И токму тоа ми се двете пораки, значи дека треба да ги шириме информациите што ги имаме, да ги споделуваме со други и да веруваме во себе, да не се преценуваме, меѓутоа исто така и да не се подценуваме. Бојан? Па јас бев во 2007 година. Може би е време да го обновам уште еднаш искуството. Ти фали порака. Ми фали, не имам порака, не имам апсолутно. Ти фали за тоа мора да отидеш до таму. Ми фали третата порака, да. Дефинитивно тоа што го видов е дека општеството има многу сегменти. И дека не треба да бидеш во никакви рамки, нити ставен, нити дозволиш да те стават, и дека треба да го избереш својот пат. Че тоа е нешто кое што навистина го излеков од таму и најважното од се, бидејќи кога вие сте дома, особено пазете, зборуваме 2007 кога немавме ни визна либерализација со Европа, а камоли подалеку, кога вие многу тешко можете да излезете од државата, значи едноставно вас ви изгледа од една жабија перспектива се. Дека всушност тоа е само една точка каде што ти се наоѓаш, дека глобализацијата има смисла, дека мора да се бориме за тоа. Дека шансата за луѓето, шансата за секој од нас мора да се избоксува, да се земе, но и да се пружи. Така што мислам дека тоа беше едно од најважните работи која што видов таму и која што се обидов да ја пресликам тука. Дека секој човек е вреден. Дека само со спојување на неспојивото може да се направи добро општество. Не со спојување на во наводници истомисленици, овие ми се допаѓаат, само со овие јас дружам, соработувам, што е многу често денеска одлика на многу луѓе во општеството, туку дека само ако успеете да создадете вештина да го споите неспојивото, тогаш можете да направите разлика, можете да бидете успешни, моќни и напредни. И тоа е едно од најголемите придобивки која што донесо со себе, секако контактите, начинот на кој што функционира
американското општество споредно со нашето, кое што ми даде многу идеи за соработки, влог во потребата од членство во НАТО, Европската унија, основање на посебен институт во кој што работам од тогаш натаму, така што доста придобив. И кога те гледаш како сум јас солидарен, дури гласот ми се фати на крај за да Мене ми е жал што е така, ама во пролет велат има две работи што не можеш да одменеш, што е пролетен дожд и вирус. И вирус. Јас ви благодарам. Навистина човек може со вас да седи, да зборува, чајот ми се олади, заборавив дека треба да го пијам, ама ми беше задоволство. Знам дека можеме и повеќе. Муабетот нема крај. Ќе се заблагодарам и на сите оние што го следеа овој прв подкаст. Се надевам дека првите 3 гласа од МА ќе бидат доволно интересни за да ви предложат да го гледате и вториот подкаст со нови тројца, инспиративни, се надевам, луѓе и теми и имиња. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме на можност. Благодарам, Ката.